МВР ќе се координира со јавен обвинител, па ќе одлучи дали ќе поднесе кривична пријава против Виктор Стојанов, кој вчера со објава на Facebook упати директна закана кон еден македонски полицаец и неговото семејство. Во одговор за Алфа дали планираат да поднесат кривична пријава за Стојанов или да побараат тоа да го стори бугарското МВР, потсетуваат дека тој веќе имал забрана за влез во Македонија поради неговото претходно делување и упатените закани и навреди кон македонскиот народ и правниот поредок. Министерството за внатрешни работи информира дека во координација со јавен обвинител ќе ги преземе сите неопходни мерки во врска со заканите и омаловажувањето упатени кон полицискиот службеник од страна на бугарскиот државјанин ВС во врска со вчерашниот настан на ДВ Баир. Инаку првиот човек на бугарската фондација Македонија нудеше пари да дозна информации за името и за семејството на полицаецот граничар од ДВ Баир, што може да се свати како закана по животот на полицискиот службеник и неговото семејство, но и поттикнување на говор на омраза. Давам 200 евра за името и семејството на овој македонски полицаец. Оваа објава исчезна од Facebook, но не била избришана од Виктор Стојанов. Тој за Алфа вели дека постот му бил избришан од самата социјална мрежа, а добил и забрана за објавување. Facebook ми ја избриша објавата. Facebook рече дека мојата објава ги прекрши нивните правила и мојот профил беше забранет на 2 дена. Во неговата предпоследна достапна објава на Facebook, Стојанов бара Бугарија да ја воведе економски санкции, но и други ограничувања на Македонија поради случувањата вчера. Бугарија треба да ја разгледа можноста за воведување економски санкции и ограничување на Северна Македонија, додека Скопје не ја преиспита својата политика и однесување кон бугарската држава, бугарските граѓани и нејзините граѓани со бугарски идентитет. Виктор Стојанов на македонската јавност и стана познат по провокациите кон Македонија и македонците. Тој покрај од својот профил често ги испраќа од страната на неговата фондација Македонија, која според информациите дава и 30 евра месечно ако одлучите да учите бугарски јазик. Оваа организација често на својата Facebook страна објавува постови со провокации кон нас, еден од нив и географска карта каде се избришани границите меѓу двете држави, а Македонија е представена како бугарска територија. Провокациите од организацијата предводена од Виктор Стојанов не се никаква новост, па од нивна страна беше поставено и бугарско знаме на споменикот на Делчев во градскиот парк во Скопје. Со тоа, освен серија закони кои ги прекршува со своето пропагандно действување, фондацијата го прекршува и законот за здружение и фондации, бидејќи јасно и недвосмислено повикува на уривање на македонскиот уставен поредок и на нарушување на македонскиот суверенитет и независност.